Срамното зголемување на пензиите за 1,2%, односно за 120 денари во време на пандемија е омаловажување за сите нас, реагира првиот човек на Сдруженијето на пензионери Драги Аргировски. Тој пред камерата на Алфа рече дека со тие пари кои треба да ги добијат, не можат ниту чоколада да им купат на нивните внуци, а камоли да им останел некој денар за лекови кои во ова време им биле и повеќе од потребни. Рече дека трошоците за живот биле зголемени за над 30%, а не за 1% во услови кога се поскапува. Вели дека сега е потребно зголемување од најмалку 1000 денари, а не вакво замајување на пензионерите. Они добиват сега од 900 до 100, од 90 денари до 118 денари зголемување. Што е тоа? Како што кажуваат во анкетите, па не може да купи на дете, да даде чоколада да купи, камоли за друго да се користат тие средства. Треба најмалку по 1000 денари се зголемат пензиите линеарно на сите и треба да се води сметка пензиите секогаш да бидат во сразмер со зголемувањето на минималните плати, минималните пензии, значи да се успоредуваат и просечните пензии со зголемувањето на просечните плати. Аргировски вели дека уште пред неколку години апелирал од штетноста на ваквиот закон за пензионерите, но и покрај апелите Министерството за труд и социјала си терало по свое. Вели дека растот на пензиите требало да се движи согласно зголемувањето на минималната и просечната плата. Ваквиот начин на согласување на пензии е неисправен и ги погаѓа сите пензионери. Затоа уште во тоа време предложивме да не се менува стариот закон кога усогласување на пензии беше 50% со животните трошоци и 50% со просекот на платите, зголемувањето на платите. Во меѓувреме, ако е за утеха, пензискиот фонд е во стабилна состојба и пензиите ќе се исплаќаат редовно. Така барем тврди директорката на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување Билјана Јовановска. Инаку минимална пензија од 9 до 12.000 денари земаат 94.510 пензионери. Неголемиот дел од нив или близу 204.000 добиваат меѓу 12 и 14.000 денари. Инаку во земјава има вкупно 325.081 пензионер.